денес натворен ден за граѓани во посета на општина Прилеп и мојата канцеларија се представници од Сдруженијето на дограмаџи во нашата општина. Ова здружение е едно од најбројните и овој занает е еден од најбројните, така да многу битен занает за развојот на локалната економија во нашиот град. Ние овие 12 години имаме одлична соработка, се дружиме, соработуваме. Локална самоуправа исто така голема благодарност да истакнам до нив, бидејќи во повеќе наврати биле и донатори со дел од производите кои произведуваат од своите занаети за разни хуманитарни цели, уредување на градот и така натаму. Таа соработка и понатаму ќе продолжи со локалната самоуправа, а денеска токму на овај отворен ден за граѓани разговаравме за една интересна идеја. Локалната самоуправа има во предвид изградба на парк за миленичина, така да елементите кои би биле поставени во овој парк за домашни миленичина би ги изработиле дограмаџите од нашиот град, а ние јавното комунално предпријатие Комуналец би го средиле просторот каде што ќе биде граден тој парк, што значи за брзо време Прилеп ќе добие парк за домашни миленичина. На почетокот да кажем двата збора за благодарноста што ја имаме према нашиот градоначалник, пошто во многу наврати во изминативе 7-8 години соработуваме, значи никогаш не оставил на цедило на некој начин да речем, односно посетени сме секош, повикани сме секош во неговата канцеларија за денот на столарите и ова година се надевам дека ќе биде присутен. А инаку овие идеи можам само да речем алал да му е на идејата, а ние ќе се потрудиме во најскоро време, одмah во првата прилика која ќе ни се дадат проектите, да ги изработиме тие елементи и градот Прилеп, како што рече градоначалникот, да добие парк за миленичина, за шетање на миленичина, или подобро, да речеме, ќе го наречеме паркот на дограмаџите, од дограмаџите изработен за љубете, да. Така да, не би имал поише што да кажам, че се надевам дека и понатаму ќе продолжиме со соработката. Значи, денеска дојдовме на посета на локалната самоуправа со цел да го известиме градоначалникот и населението од општина Прилеп дека за прв пат во историјата на Дружењето на пензионерите во Македонија, ние како Дружение ДП Прилеп го освоивме првото место во севкупни победници станавне на Република Македонија. На овие надпревари ние учествуваме во 11 дисциплини. Се боревме да имаме учесници на сите дисциплини. Меѓутоа не успеавме, али во тие дисциплини кои што имавме, успеавме да го освоиме првото место. Значи ние кажа претходно дека за прв пат во историјата освоивме, значи на 2.9.2017 ќе биде запишано дека Прилеп на републичките спортски надпревари, или републичката олимпијада наречена на пензионерите, го заземавме првото место. Со локалната самоуправа, поготово со градоначалникот, имаме голема соработка досега во сите полине на животот. Поготово со отворањето на клубови, ние некако дружение презадоволни, навистина со неговото идење како градоначалник на локалнава, ние отворивме, имаме само 2 клуба, од тогаш досега имаме веќе 11 клубови и сега веќе се отвара уште еден навар. За таа цел благодариме за соработката и ќе продолжиме во иднина тоа да го чиниме. Благодарам. Со Сдруженијето на пензионери овие 12 години имаме одлична соработка. Имаме соработка во однос на отворање на пензионерски клубови, на анимирање на пензионерите во различни активности на работата на општината, подобрување на квалитетот на живење на сите на наши сограѓани, вклучувајќи ги пензионерите, од различните идеи кои ги пласира до локалната ги претвора во проекти. Еден од таквите проекти беше градскиот превоз, градскиот сообраќај на предлог нивни.
Исто така се отворија повеќе пензионерски клубови, дисперзирани за прв пат во историјата на Прилеп, и тоа во повеќе населби, како што се Гоце Делчев, Бончејца, исто така Тризла, урбаната заедница Рит, Вароше, Готов при крај и во други населби. Во тек се и припреми за отворање на други пензионерски клубови. Голем број на идеи кои се реализира во градот од различни паркови, парковски површини, најчесто биле предлог и идеја на нашите пензионери. И секако нивната активност е и во културно-забавниот живот и во спортските настани. Имаме одлични спортисти пензионери кои што доставно го представуваат Прилеп на различни надпревари, така и на овој државен надпревар организиран од страна на Сдруженијето на пензионери на Република Македонија, кога освоја повеќе први, втори и трети места, меѓутоа и беа доста истакнати во било која дисциплина. А исто така учествуваат и на голем број културни манифестации, ги збогатуваат, например, културното лето во градот или различни настани во текот на годината. Во оваа прилика сакам да му честитам на сите кои освоја различни места и медали на ова државно првенство и му посакувам и понатаму да се ангажираат со спортски активности, бидејќи спортот не е само за младите генерации, спортот е и за повозрастните генерации, за одржување на витално тело, здрав живот, а тоа му треба на пензионерите. Мојата порака до сите пензионери е што поактивно да действуваат во пензионерските денови, а ние како локална самоуправа и понатаму максимално ќе ги поддржуваме во сите овие активности. И како пензионерски клубови во различни населби 12 години, со што Прилеп прерасна и да радост за сите вас. Да види какви идеја. Повеќе години се бориме како пензионери. Ова за историја ќе биде. Ќе продолжиме и понатаму. Традиционално секоја година во текот на годината даваме и други социјални пакети за социјално ранливи категории и семејства во градот. Тоа ќе се случува и во наредниот период. Општина Прилеп важи за една од најхуманите општини со голем број на хуманитарни активности во текот на година. Колку дечина имате? Две? Ајде, се среќа да му е да уча. Ајде. Ајде да се пишува. Ќе дај ми изјава, така? Добро, ја да дам, нема.